Много се изговори за трагедията в Кочани. Много хора си направиха и политически и пиар на гърба на тези жертви, но някакси няма ясен отговор на въпроса кой е виновен за това ужасяващо събитие. Конкретен човек, конкретна институция или като цяло системата в Северна Македонија? Бидат и сега најчесто како објаснување за причините за и оваа трагедија се слуша зборот систем, нели, дека системот е виновен. Ама што е системот? Системот е норми, правни, морални и луѓе кои што треба да ги почитуваат тие норми. За жал, во изминатите 30 децени овде се создаде политичко правен систем во кој што политичките партии се главни. Практично една партитократија во која партија како ќе дојде на власт, така го зграбува колачот, особено во кадровска смисла, и вие имате апсурдни ситуации во кои што од најниско ниво во јавни институции, од хигиеничарки, вратари до директори се поставуваат врз основа на партиска книшка. Се разбира, не значи дека сите тие луѓе се лоши, не се компетентни, ама ризикот многу од нив да не бидат компетентни е огромен. И тоа веројатно се покажува во овие примери за кои што вие зборувате. Понатаму, да речеме, имате вакви апсурди, имате превработена администрација, имате инспекции во кои што нема доволно инспектори. Повторно апсурдна ситуација. Имате обвинителство и судство кои што во изминатите декади се покажа дека по принципот на сончоглед се вртат точно со промената на власта и така се прилагодуваат. Така што очигледно имаме сериозни проблеми како општество. Сега повторно се слушаат прашања дали ова конечно може да биде моментот за ресет, за тоа сите да кажеме дека ќе прекинеме да ги користиме личните врски, да вртиме телефони кога ни треба некоја работа да завршиме, дека ќе стоиме во ред на шалтерите пред институциите, дека сите ќе пробаме да бидеме еднакви пред законот. Ама јас се сомневам дека ќе биде така, за жал. Иако 59 животи отидоа и во оваа трагедија. Значи, според вас няма достатъчно силна обществена енергия за реална промяна към по-добро, за разрушаване на, както казвате вие, ресет на тази система? Имаше набранови овде обштествено мобилизирање токму на оваа тема. Против корупцијата, а со цел да почне да функционира принципот на владење на правото. Ама, за жал, владите кои што доаѓа по тие бранови на незадоволство, потоа се претвораа во суштинска спротивност на бранот на очекувањата на кои што дошле. Низ изминатите години многу од луѓето кои што требаше да ги донесат квалитативните промени во ова општество, за жал, замина. И се плашам дека малкумина овде се останати со енергија, желба, работите на вистина да се менуваат. А мора да се менуваат, инаку еве гледате што се случува. Сите имаме деца, сите ќе ни излегуваат утре во кафичи, во диско, треба да се плашиме дали ќе ни се вратат дома здрави и живи, што секако не е добро. Гледате дека истрагата е прилично широко поставена. Од тоа што досега доаѓа како информација од јавното обвинителство, 34 луѓе се осомничени, 27 во еден процес, 7 во друг одвоен процес. Тоа треба да биде некаков, да кажам, знак кон јавноста дека обвинителството и полицијата се тргнати да го расчистуваат овој случај. Треба да веруваме дека така и ќе биде. Се разбира, веќе има дилеми и прашања поврзани со начинот на кој што обвинителството ја постави истрагата во оваа се уште рана фаза. Едно е тоа што сите тие 27 кои што се гонат во еден процес се осомничени за едно кривично дело. Па сега прашањето е дали ќе успе обвинителството да направи соодветен обвинителен акт кој што после ќе издржи на суд, па сите тие 27 да одговараат за едно дело. Особено што
дел од тие луѓе имале мандати кои што завршиле многу години порано. Понатаму дилемите се поврзани исто така со тоа што ако вака обстои пристапот на обвинителството, тогаш ќе имаме еден мега предмет, а мега предметите историски се покажало дека се проблематични на суд, бидејќи сепак мора да им дадете права и на обвинетите, нели? И тоа потоа се претвара во еден долг инертен процес во кој што правдата доаѓа многу доцна. И третиот сет на прашања се поврзани со тоа што барем досега од истрагата се изземени актуелни функционери. Освен актуелниот градоначалник во Кочани, кој што да речеме припадник на актуелната владеачка партија, актуелни директори на други институции кои што се дел од истрагата и нивни поранешни директори се опфатени со истрагата, не се дел од тоа што досега го работи обвинителството, да речеме Државниот пазарен инспекторат, Дирекцијата за заштита и спасување, па дури во полицијата. Така што да видиме, рана фаза е, да видиме како ќе се одвива истрагата и какви резултати ќе донесе. Има ли опити и од кого се тези опити за смазване на протестите в самија им зародиш? Видете, ние имаме една специфична ситуација, имаме релативно нова власт, која што е во својот 10-ти месец од мандатот и која што многу силно победи на претходните избори. Имаме во таа смисла и многу слаба опозиција. Имаше очигледно обиди да се супресира граѓанското незадоволство. Гледаме дека има обиди за протести. Власта ги квалификува, ги етикетира како неграѓански, туку како опозициски. Сега да, на дел од тие луѓе веројатно може да им се наоѓаат линкови со луѓе од опозицијата. Јас лично верувам дека оваа група на млади луѓе од кој е следен се автохтоно младинско граѓанско движење. Власта не мисли така и во изминатиот период се обидуваше да ги дисквалификува и на некој начин да ги обесхрабри граѓаните да не излегуваат на протести. Ќе видиме како сето ова ќе се одвива во иднина.